Редовното мерење на крвниот притисок е важна превентивна мерка за сите оние кои што имаат проблем со хипертензија, односно со високиот крвен притисок, а како што напоменавте да не должам многу повеќе детали всушност што представува хипер и хипотензија, исто така како правилно се мери крвниот притисок, ќе ни објасни мојата денешна гостинка доктор Ирина Ветановска. Добро утро и драго ми е што сте дел од утринската на Телма. Добро утро. Како што напоменав за хипертензија и хипотензија, односно низок и висок крвен притисок, што всушност представува? Хипертензија е висок крвен притисок, тоа значи ако е нормала 120 кроз 80, над 130 за диабетичари и 140 со 90 се рачуна нормален крвен притисок. Меѓутоа, над 140 до 160 систолен, зборам систолен крвен притисок, се смета прв степен и над 160 втор степен хипертензија, која сериозно се лекува. Кои се симптомите, како да забележиме дека страдаме од висок крвен притисок, бидејќи многумина немаат навика да го мерат секојдневно, односно редовно? Возрастни луѓе би требало да измерат притисок. Обично возрастни луѓе имаат таа патологија, скоро сите. Ретко кој нема висок крвен притисок во подоцнежните години и би требало да мерат притисок колку често. Значи прв пат кога ќе забележат главоболка страшна, нешто не им е добро, повраќаат, мачнина имаат, би било потребно прво и основно да измерат крвен притисок. А ако почне да се појавува висок крвен притисок, тогаш да се јават на матичен доктор. Што ние кажуваме? У 7 дена да мерат сабајле во мирување, на пладнен во мирување и навечер во мирување да измерат крвен притисок. После таа шема се покажува на матичен доктор и матичен доктор одредува која терапија треба да прима. Имаме ли некои одредени категории на луѓе кои се најподложни, односно страдаат од висок крвен притисок? И дали не децата, меѓутоа помладата генерација, дали може да има проблеми со крвниот притисок? Може, кои се обезни, значи кои се дебели луѓе со диабет, нефротични, значи бубрежни болни може да имат, со тироида, исто така, обавезно имаат они висок крвен притисок и ние обраќаме пажња на нив. Некои високиот крвен притисок го сметаат за тивок убиец. Дали е тоа точно и дали подеднакво е опасен со нискиот притисок или пак? Не. Значи нискиот притисок воопште не е опасен, освен во одредени состојби. Некои луѓе имаат природно низок притисок, хипотензија, 100 со 60, например, тоа се смета за хипотензија. Али они се навикнати, они живеат така и немаат никакви тегоби. Кога човек влезе кога се разболи од некои болести, како што се некој тежок диабет, некој респираторен синдром тежок, дехидратација, значи губење на течност со проливи, обили, може да се створи хипотензија со зуење во ушите, да паѓа у несвест човек, да колабира. Тоа го сметаме веќе за нарушување на тело, хипотензија. Напоменавте дека е потребно да се мери во раните утрински часови, во мирување, па може да покажеме всушност како правилно се мери крвниот притисок. Најпрво почнуваме на левата рака, нели? Значи јас мерам со механички, затоа што се точни и во ваква положба, како што сте вие, на лева рака, се става манжетна надкубитална јама и се става, слушалката е веќе поставена, и јас слушам горниот тон и кога ќе исчезне, тоа е долен притисок. Може сега. Ајде. Само мора да се подигне. Се слушалка? Добро. А кажете ми дали може да бидеме јадени пред да го мериме крвниот притисок? Може, не влијае тоа многу. Не влијае. Значи манжетна се става, надкубитална јама, овдека се става слушалка. Идеалниот притисок напоменавте дека е 120 со 80, кај диабетичари 130 со 80. И над исто до 140 кај здрави луѓе.
Еве јас мерам. Прв тон 120 и последен тон 80. Значи вие сте здрава особа. Значи имам нормален притисок. Нормален притисок. Кажете ми, препорачувате да се мери во овие рани утренски часови? Да, обично стари луѓе стануваат, меѓутоа проблем е кај нив што се наглуви, не ги слушаат тоновите, можда е пожелно некој друг да им измери. Кажете ми, релевантен ли е притисокот ако се измери подоцна во текот на денот? Ама умирување ако е, во мирување. Значи, ако не сме во умирување, нема да биде точен на некој начин. Нормално дека ќе се забрза, ќе се зголеми притисокот, али тоа е затоа што срцето пумпа повише кога сме ние активни. И затоа не е добро да тогаш да се прави мерење. Имам уште едно прашање за крај, ги напоминавте тоновите, дека многумина од повозрасната популација не ги слушаат додека мерат притисок. Кои се грешки ги прават при мерење на крвниот притисок и што означуваат тоновите, да појасниме убаво? Значи може да неправилно постави, мажетна може да слушалка да стави погрешно, да не слуша уопште. И ако све биде окей, тогаш првиот тон што ќе се слушне, тоа е систолен притисок. Значи срцето е во контракција, пумпа. И кога ќе исчезне, срцето влегува во диастола, значи се одмара. Ви благодарам за разговорот и за сите овие совети. Молам. Се надевам беше ово интересен разговор со мојата денешна гостинка, доктор Ирина Витановска, на тема како правилно се мери крвниот притисок, па и ве се надевам и вие во студиото научивте како се мери правилно.